Јас ќе одговорам на ова прашање од два аспекти. Прв аспект е несериозноста на ВМРО ДПМН како партија, ја тоа неколку пати го имам истакнато, постојано да се зборува за предвремени избори во време на пандемија, во време на најголема енергетска криза, европска енергетска криза и во време на се уште присутна економска криза. Несериозно е постојано да се повторува да се оди на избори, кога избори имавме пред само една година, парламентарни избори, на кои што, односно 2020 година, кога на тие избори се дефинираше комплетно легитимно парламентарно мнозинство, кое што сега е проширено со партијата Алтернатива и брои 64 пратеници во Собранието. Од тие причини, ние како Социјалдемократски сојуз се зафативме и нормално коалиционите партнери во владата се зафативме со решавање на овие предизвици, кои што се јасно нотирани во програмата на владата, представена овој месец, односно во месец јануари, која што беше изгласана во Собранието, а што се однесува до барањата за промени на уставот, за промена на одредени аспекти на бројот на пратеници и така натаму. Вие гледате дека веднаш по поставувањето на тие прашања и други политички партии излегоа со своји барања, кои што се исто така во рамки на еден таков процес. Тоа само значи дека за такви барања треба да се седне да разговараат сите политички партии во однос на промените кои што значат уставни промени. Тоа е процес кој што нормално трае институционално во подолг временски период и за кој што е потребно да се отвори постапка, која што потоа поминува низ филтри на различни институции во државата и нормално низ консултативен процес. Значи избори ќе има, меѓутоа во 2024 година, а во однос на изборниот законник секогаш се носи со консензус. Веќе знаеме дека дел од опозиционите партии ВМРО ДПМН излезе со еден нивен предлог во однос на тоа како треба да изгледа една изборна единица, меѓутоа нивниот коалиционен партнер Алијанса имаше друг став по однос на тоа прашање. Затоа процесот на дефинирање на изборниот закон, односно на моделот на избори, треба да се работи прво низ формирање на работни групи, кои што работни групи ќе го дефинираат моделот, при тоа ќе бидат вклучени и експертската и стручната јавност, со цел да може да се видат сите предвидувања како ќе изгледа тој изборен процес врз основа на еден претпоставен нов изборен модел. Инаку Социјалдемократскиот сојуз е партија која што прва го поддржа предлогот на помалите политички партии за една изборна единица. Тоа е наша и програмска определба и тоа не може да биде предлог на ВМРО ДПМН, тоа е предлог на Социјалдемократскиот сојуз. Тие се во моментов само гласни на тоа прашање, затоа зашто со ништо не се занимаваат, освен со барање на предвремени избори, додека ние работиме прво на прашањата со пандемијата, второ на прашањата со енергетската криза, трето со топлинската криза во градот Скопје и четврто со економските предизвици со кои што се соочуваат и граѓаните и стопанството.